Добро вечер. Телевизија Нова продолжува со представувањето на кандидатите за овие локални избори, општина по општина. Денеска на ред, според нашиот план на представување на телевизијата, е општината Бутел, каде што граѓаните, гласачите, ќе треба да се одлучат помеѓу, како што сум запознаен, 5 кандидати на гласачкото ливче за градоначалник. Тоа се кандидатот од ВМРО ДПМН, Дарко Костовски, Велимир Смилевски од СДСМ, Едмон Тасани од ДП, Насер Цури од БСА, кандидат има и Народното движење за Македонија. За жал, иако истата покана со тој генерален план е испратена до сите политички партии, денеска со мене во студиото е само кандидатот на ВМРО ДПМН, Дарко Костовски, но тоа не значи дека нема да му дозволиме да се произнесе по сите прашања и да ги представи оние негови приоритети што му се нагласени пред гласачите за овие локални избори. Добро вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро вечер, добро ве најдов. За жал, сам сте во студио, столчињата останаа празни, иако генерално поканата беше испратена до сите, онака како што стигна и до вашата партија. Каква е состојбата на терен? Се среќавате ли на терен со вашите против кандидати? Па често се среќаваме. Мене не би сакал да коментирам зашто останатите кандидати не се присутни, меѓутоа ми е криво вака народски кажано, затоа што би требало да ги сочиме вака аргументите. Нам како медиум уште повеќе ние вака чувството непријатно, бидејќи би требало да овозможиме како медиум граѓаните да се запознаат со сите програми, со целата севкупната понуда, за да може да се направи вистинскиот избор. Но што е тука, вие сте тука со нас, па пред граѓаните би сакал, еве за почеток, што се приоритети? Како Дарко Костовски, како градоначалник, настапува пред гласачите, што е она што го смета за приоритет? Па вака, во однос на приоритетите, сметам дека програмата која што ја имаме е вака целоисходна и навистина опфаќа од сите можни области. Меѓутоа, кога ми говорите за приоритет, најпрво нешто што ми доаѓа на уме инфраструктурата во однос на општина Бутел. Така да, она што е приоритет е средување на атмосферската канализација. Има проблеми со атмосферската? Има проблеми во одреден дел на територија на Бутел. При посериозни дождови има одредени поплави и тоа сметам дека е сериозен проблем на граѓаните. Во таа смисла, во програмата се предвидено целосно средување на атмосферската канализација. Тоа е од потекот на кружниот тек практично долж по улицата Бутелска, лево Петар Манџуков, десно Хошимин, потоа во горниот дел на Бутел, кај улица Марко Крале Зуфер Мусик, меѓутоа и во населбата Радишан има одредени проблеми. Тоа е кај улицата Скоевска и Амди Демир. Така да тука предвидуваме да се среди целосно моментот со атмосферската канализација и овој проблем веќе да биде надминат. Бутел е дел од скопските општини, дел од градот Скопје, што за граѓаните на град Скопје значи инфраструктура во Бутел? Има ли некој капитален проект што би бил заеднички со градот Скопје? Еден од, верувам, покапиталните објекти на градот Скопје се гради во Бутел. Тоа е булеварот Христијан Тодоровски Карпош, кој што првата фаза е веќе завршена, втората фаза ќе се отпочне овој период. Тој е проект кој што ќе чини целосно околу 10 милиони евра. Е од големо значење за општина Бутел, заради тоа што пред се ќе се растерети сообраќајот, во утринските часови се прави навистина голем метеж и во таа смисла ќе има големо растеретување, што е вака особено битно, меѓутоа и во безбедносен аспект. Знаете, штом има растеретување на сообраќајот и безбедносниот аспект се подобрува. Така да ова е капитален објект кој навистина ќе направи убав проток на територија на општина Бутел. Една од работите кои што ги ветувате во вашите настапи по рекламите и насредбите со кои што можеме да ги видиме при пренесувањето на атмосфера од локалните избори, од предизборите, ветувате градежна експанзија. Што тоа значи? Тоа е целиот овој дел во однос на и во инфраструктурата и во однос на атмосферската, па дури некаде каде што е потребно и фекална канализација, тоа е мал дел, меѓутоа она што е многу битно е ќе се реконструира целата улица Бутелска.
ќе се реконструираат целосно најголемите улици на територија на општина Бутел, тоа се улица Скоевска, улица Хошимин, улица Петар Манџуков, во делот на Скопје Север, улица Боро Менков. Така да, навистина, во делот на инфраструктурата ќе има градежна експанзија, меѓутоа, кога се во прашање и другите делови, како моментот на спортот, исто таму имаме сериозни проекти кои што верувам ќе поразговараме и во однос на тоа. Така да ќе се изградат и 3 нови градинки на територија на Бутел, меѓутоа верувам ќе поразговараме одделно. Кога ќе се спомене експанзија, луѓе очекуваат да видат нешто над земја, не ова што е како канализација или патната инфраструктура. Ќе се гради, сигурно е дека ќе се гради. Програмата целосно е навистина е вака доста сериозна и навистина ќе се гради во Бутел. Тоа можам да го ветам, затоа што програмата тоа го кажува и реалните наши вака очекувања се дека ќе се гради. Меѓутоа, секогаш кога се спомнува локални избори и кога се спомнува градежништвото, една од најболните точки за овие локални избори кои што сите ги истакнуваат, тоа е еколошкиот аспект и работа во следните 4 години, загаденоста, борбата со загаденоста, што секогаш на некој лош начин се поврзува со градежната експанзија. Што имате предвид во програмата за заштита на животната средина и во однос на екологијата? Имаме предвид дека екологијата е многу битен сегмент во однос на, особено кога се работи за локални избори, така да предвидуваме 3 големи паркови, модерни паркови. Едниот на потекот кај поранешните отпади кај кружниот тек, за кој што денови ви изработивме визуализација. Денеска или утре ќе биде покажана на граѓаните, ќе може да забележат за што би станувало во збор. Меѓутоа уште еден парк на влезот на населеното место Расадник, од левата страна. И денови ве разгледавме можност, имаме поволна позиција да направиме, да изградиме уште еден убав модерен парк над населбата Радишани. Таму е навистина потребно, луѓето тоа го бараат, така да сметам дека овие 3 големи паркови би биле вака сериозен инпут во однос на економијата, на екологијата, кога станува збор за екологија. Ќе бидат и со големи дрвни насади, така да сметам дека ќе биде вака сериозен проект кој што ќе допринесе за екологијата во Бутел. Така, бидејќи Бутел не само што е дел од Скопје како нели општина, туку и важен дел од Скопје заради еден неизбежен дел од животот на граѓаните, нели посета на своите најблиски по нивното починување, така што има периоди кои што се доста фреквентни во сообраќајот натаму, така што таа еколошка и воопшто развојот на Бутел не е, како да кажам, само за оние што се гласачи во Бутел. Добро, екологијата секогаш се поврзува со здравиот начин на живот. Јас сега ќе откриам, може би има луѓе што не знаат, вие сте спортист, така што спортот неминовно ви е дел од вашата програма. Да, покрај другите работи, спортот е битен дел од програмата и од мојата визија, заради тоа што сметам дека навистина има простор да се работи во Бутел во однос на спортот. Таму се раѓаат големи таленти. Имаме над 20 проекти за спорт во нашата програма. Еден од посериозните изградба на голем спортски комплекс во населеното место Расадник, каде што ќе има кошаркарски, фудбалски и ракометни терени, и сметам дека тоа ќе биде вака добар инфраструктурен момент во однос на спортот. Меѓутоа, имаме развиено и имаме и предвидено во програмата и за рекреативците вака сериозни моменти, кошаркарски игралишта во секое населено место, модерни улични фитни зони во секое населено место. И за професионалците, тоа е моментот со стипендирање на најуспешни спортисти кои што работат на територија на Бутел, директна помош на спортските клубови и неколку други вака многу проекти. Генерално се надевам дека во идниот период Бутел ќе прерасне во една спортска општина. Сега Бутел ја има таа среќа да исто има река која што минува таму, тоа е реката Серава. Има ли некој план за и тој дел да се Апсолутно. Реката Серава е стави во улога на така е. Едно од најголемите барања на луѓето кои што живеат близу реката Серава е да се среди делот во однос на коритото на реката Серава, да се урбанизира, да се разелени. И генерално во разговор со градоначалникот на градот Скопје Гоце Трановски заеднички договоривме дека здравје Боже, тој проект е предвиден и треба да се реализира во соработка со градот Скопје. Значи целосно се разелени кеот на реката Серава и да се постават трим патеки
кои што би биле вака одлична работа за луѓето кои што живеат во близина на реката, па и на територија на целиот Бутел. И она што е вака особено битно за овој проект е што веќе изработивме и визуализација. Тоа изгледа прекрасно. Граѓаните на Бутел ќе имаат можност тоа да го забележат за кусо. Така да се надевам дека реката Серава конечно ќе си го добие вистинскиот изглед и навистина со овој проект би направиле многу за граѓаните на Бутел. Сега, гледајќи ги сите оние рекламни спотови за што се однесуваат за општина Бутел, велите дека ќе изградите 2 градинки. 3 градинки се предвидени. 3 градинки, да. Ме поправивте. А колку е животот во Бутел раширен да има потреба одеднаш за 3 градинки? И од тука ќе го извлечам прашањето кое што ќе се движи кон развојот на економијата и оној дел што е важен за нели живот во Бутел. Живот во Бутел има. Така. Да. Живот дава Господ. Во смисла на градинките направена е сериозна студија дали се потребни пред се. Потребни се 3 градинки за да го задоволиме капацитетот за да ги задоволиме потребите на граѓаните. Во моментов на вистина има потреба од градинки. За жал има доволен број на деца кои што се на листа на чекање, затоа што не може да ги исполнат капацитетите се исполнети во однос на градинките, така да сметаме дека со изградба на 3 градинки дека ќе се задоволи целосното побарување во однос на згрижување на дечиња во истите градинки. И затоа се вака добро распределени. Едната е во селото Радишани, втората е во населеното место Свети Климент Охридски и третата е во населеното место Живко Брајковски, на територија на цел Бутел. Живот во Бутел има, младите остануваат во Бутел бидејќи нели за да се биде родител веројатно тоа е таа старосна граница која што нели се посочува како една од опасните за иселување. А кога сме кај нели градинките, образованието, има ли училишта кои што ќе треба да се доправаат, поправаат, да се преправат, да се изградат нови? Благодарение на претходниот градоначалник, сегашниот градоначалник се уште Петр Латиновски, навистина сериозно се инвестираше во реконструкција на училиштата. Неодамна едно училиште доби целосно реконструирана и спортска сала која што навистина личи на нова. Меѓутоа и сите училишта се навистина реконструирани и во однос на тој дел навистина сериозно работеше општина Бутел и затоа сум јас премногу благодарен. Во однос на изградба на нови училишта, владата на ВМРО ДПМН во соработка со општината предвиде изградба на ново училиште во Визбегово. Меѓутоа морам да споменам за жал сегашната влада на СДСМ го отфрли овој проект и не предвиде буџет за оваа година да се изгради тоа училиште. Јас се надевам дека во иднина ќе биде изградено. Тоа е ново училиште во Визбегово каде што има реална потреба од тоа истото. Колку што ја следам, дел од вашите ветувања се и поликлиника во Бутел? Вака, значи надлежноста да изградиме поликлиника не е наша. Меѓутоа, тоа беше во програмата на ВМРО ДПМН. Она што можеме ние како општина да го ветиме е дека целосно ќе се заложиме да пробаме да се изгради поликлиника во Бутел, заради тоа што е тоа неопходно и е многу битно. И целосно ќе се посветиме да изнајдеме вака атрактивно земјиште и да ги средиме сите пропратни документи за да помогнеме да се изгради поликлиника во Бутел. Сметаме дека тоа е потребно и ќе се бориме како општина тоа да го оствариме. Ајде, прегаска ви реков, ви најавив дека ќе дојдеме од образованието, нели, еве, преку здравието, ова со поликлиниката само ми влета како подпрашање. Се враќаме на економијата, она што е најважниот елемент за развој на една општина, која што, како што нели и најавивте со тоа колку градинки ќе има потреба да се изградат таму, веројатно животот во Бутел е стабилен и нема такво иселување како што нели може да има доколку нема развој една општина. Во однос на економијата, во однос на развој, на отварање на работни места, за подобрување на стандардот на живот во Бутел има и наталитетот тоа го кажува, така да тука сме на чисто. Добро, потребни се и средства, потребна и развој на економијата, што тука може да преземе Бутел, што тука може да се во однос на развој на економијата, верувам знаете, има изградено веќе сериозна зона во Визбегово, каде што се предвидуваше лесна индустрија и таа е веќе вака во сериозен развој.
Меѓутоа, она што претходниот мандат, тоест сегашниот мандат градоначалникот Латиновски и општината го направи е две индустријски зони нови индустријски зони во населеното место Расадник и Љуботенски пат. Она што ние во нашата програма го предвидуваме е целосно приспособување на овие индустријски зони за да може да се отпочне со носење на инвеститори. Веќе таму една хала е изградена, еден инвеститор е присутен, вторе во најава, а се надевам дека во следниот мандат што доаѓа дека ќе имаме таму сериозна експанзија во однос на носење на странски инвеститори, како што тоа и се случи во Визбегово пред неколку години. Така да во таа смисла сметам дека ќе се отворат многу нови работни места и тоа ќе биде доста вака значајно за граѓаните на општина Бутел. Околу тие индустријски зони регулирано е се околу тоа инфраструктурно, има ли газ до нив, овие последните индустријски зони и во Визбегово има останато мал дел, меѓутоа тоа ќе се заврши накнадно, претходно е решено се во однос на инфраструктурата. Меѓутоа, во однос на индустријска зона Расадник Љуботенски пат, тие индустријски зони се премногу тазе и затоа во мојата програма е предвидено да се среди целиот инфраструктурен дел за да можеме да функционираме нормално. Така да за сега нема среден најголем дел од инфраструктурниот момент таму, меѓутоа во идниот мандат, во мојот мандат како градоначалник сигурно дека тоа ќе биде приоритет. Имате нешто предвидено во развој на јавно-приватно партнерство, некаква помош од индустријските кои што би дошле за да може да помогнат и на општината и во развој на општината? Се надевам, тоа се наши планови, се надевам дека борбено ќе настапиме во однос на тоа за да привлекуваме голем дел на странски на инвеститори пред се, па зашто не и странски во Бутел, во смисла на тоа да има вака поголем опсег на работни места за младите. Така да секако дека администрацијата во општина Бутел борбено ќе настапи во однос на тој дел. Костовски, ја ти благодарам за учеството во ова представување на програмите на политичките партии. Ја слушнавме понудата од ВМРО ДПМНЕ, чиј што кандидат за градоначалник сте вие за општина Бутел. Повторно ќе кажам, за оваа општина има 5 кандидати, 4 против кандидати на Костовски, но иако истата покана која што беше упатена до кај него, до изборниот штаб на ВМРО ДПМНЕ, е упатена и до сите политички партии. Еве денеска на договореното време се појави само Костовски, па се надевам дека изборите до крај ќе поминат во атмосфера како што ве видовме на вестите при една средба на пазар со дел од кандидатите против кандидатите. Каква е атмосферата во Бутел? Па за сега е во мој свој жаргон изразено спортски. Се надам дека и така ќе продолжи, значи фер. Минува ли се онака како што беше забележано од камерите? За сега да, и се надевам дека тоа така и ќе остане, затоа што сметам дека во политиката нема простор за ништо останато освен за витешка средба во која што ќе победи подобриот. Така. Ја би сакал да ги прашате вашите против кандидати кога ќе се сретнете низ улиците на Бутел, зошто не дошле денеска да ги соочите вашите? Мене ми е навистина криво што не се присутни денеска, меѓутоа се надевам дека ќе имаме прилика и ќе се охрабрат да се соочиме на некоја наредна средба. Ви благодарам на учеството. Ви благодарам јас. Тоа беше програмата на Дарко Костовски на вечерашното представување на програмите на кандидатите за градоначалници за општина Бутел, која што беше во фокусот на ова денешно представување на телевизија Нова во однос на локалните избори 2017. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на Нова.